Нова тема во Македонија наутро, веќе најавивме денес во недржавните универзитети првиот уписен рок 29 и 30 август. По тој повод, односно и на таа тема ќе ни биде следното гостување во Македонија наутро. Добро утро за Ивана Јанеска Стаменковска, продекан за меѓународна соработка и финансии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата на овој значаен ден за Универзитетот Кирил и Методи, кога е првиот уписен рок на новата генерација студенти на нашиот универзитет. Верувам денес е со голем број на обврски, затоа благодарам што ја прифативте поканата да поразговараме овие 15 на минути. Производството на храна е една од најважните стопански гранки во речиси секоја земја. Професијата агроном, основа на која што денес се потпира производството на здрава, квалитетна и безбедна храна. Што од денешна перспектива значи да се биде агроном? Така е, убаво најавивте дека производството на храна е и такако значајна гранка за секоја економија. И затоа пред да се осврнам на професијата агроном, накусу само ќе кажам колку земјоделството е значаен сектор за нашата економија, за македонската економија. Ако се осврнам на некои макроекономски индикатори, значи ќе видиме дека земјоделството е, да речеме, трет по ред најзначаен сектор за македонската економија, кој што учествува со речиси 10% во вредноста на бруто домашниот производ. Земјоделскиот сектор вработува, значи абсорбира значителен дел од работната сила во земјата, вработува околу 15% од работната сила во земјата. Меѓу другото, велиме ние агроекономистите дека представува и еден социјален бафер во руралните средини. И токму овие некои макроекономски индикатори укажуваат за значењето на овој сектор во, да речеме, во услови на една економија. Од друга страна, видовме изминативе години, почнувајќи од 2020 со ковид пандемијата, на која што подоцна се надоврза руско-украинската криза, видовме дека всушност овој сектор е оној сектор кој што опстана практично во сите овие услови на кризи и нормално тоа е така поради тоа што не може едноставно населението да опстане без храна. Така да, од денешна перспектива, значи треба да се обезбеди производството на здрава, безбедна и квалитетна храна и секако во прв ред тука во оваа насока се изложени денешните агрономи или земјоделски инженери, за кои што ние велиме денеска дека се модерни, односно современи земјоделски инженери. Зошто е тоа така? Поради тоа што производството на храна не подразбира само влегување во поле и директно работа во самиот процес на производство, него опфаќа низа на активности и токму поради тоа и интенцијата на нашиот факултет е да креира земјоделски инженери кои што ќе имаат практично сеопфатни знаења. Ние велиме дека денешниот современ агроном треба да има секако познавања од технолошките аспекти, односно од самиот производствен процес, зависно од специјализацијата во која што ќе се насочи. Меѓутоа, денешниот агроном мора да има познавања и од областа на управување со ресурсите, затоа што се повеќе се соочуваме со ситуација каде што имаме недостаток на одредени ресурси, значи правилниот менеджмент или ефикасното управување со ресурсите е такако значајно. Денешниот агроном треба да биде добар менаџер, значи мора да го планира своето производство, да носи одлуки за своето производство, мора да има секако познавање и од областа на заштита на растенијата, затоа што како резултат на предизвиците со кои што се соочува секторот и пред се како резултат на биолошкиот карактер на производството, секако дека тука е изложено производството на влијани од низа штетници, болести, така да и заштитата на растенија, фитомедицината и такако значаен дел. Денешниот агроном ќе има познавање од областа на квалитет и безбедност на храна, за да може понатаму да придонесе кон производството на здрава, безбедна и квалитетна храна за нашето население. Така. Колку факултетот ги следи современите текови, какви услови нуди во однос на организирање на квалитетна настава и имаме ли некои други дополнителни активности, практична настава? Така е. Мораме да се прилагодуваме на современите текови. Сведоци сме дека еве да речем, ако ја земам дигитализацијата како еден процес кој што и текако од година во година се поинтензивно навлегува, не само во овој сектор, него навлегува воопшто во секоја индустрија.
Сведоци сме дека младите се повеќе се практично зависни и брзо се адаптираат на тие нови современи текови. Нормално дека и факултетот мора да ги следи современите текови и како тоа го правиме, најпрвен мора да ги обезбедиме сите основни, ама велиме современи услови за спроведување на наставата, нели, за студентите на нашиот факултет. Тоа значи дека редовно се опремуваат со најсовремена опрема лабораториите на факултетот и тоа како и лабораториите наменети за студентските активности, така и акредитираните лаборатории кои што се наменети за соработка со стопанството. Значи опремата е клучна практично во овој процес на осовременување, меѓутоа она и на што во последно време во изминатата година веќе започна на сила последната акредитација, ние мораме и да ги осовременуваме и самите студиски програми. Значи, не може да се изучува нешто што практично може би се изучувало пред години, основата е иста, меѓутоа новите текови наметнуваат одредени промени во самите студиски програми. Имено последната акредитација беше спроведена 2022 година, со која што практично од изминатата 23-24 се запиша првата генерација на студенти на ново акредитираните студиски програми, а веќе од оваа година е отворена и нова студиска програма, токму следејќи ги потребите на современите текови. Тоа е студиската програма по дигитално земјоделство, која што е интердисциплинарна студиска програма, на која што носител е нашиот факултет, меѓутоа ќе се спроведува во соработка со техничките факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, односно тоа се Финки, ФЕИТ и Машинскиот факултет. Практичната работа е неминовен дел од студиските програми. Нормално дека со компаниите денеска се повеќе практично ги отвараат своите врати за студентите од Факултетот за земјоделски науки и храна и дури во последната акредитација на студиските програми со цел да се обезбеди практична настава за студентите, се воведе и задолжителен предмет, токму така се вика практична работа, каде што студентите ќе мора еден семестар да слушаат предмет во некоја од компаниите. Тука морам да го споменам и опитното поле на Факултетот за земјоделски науки и храна, кое што располага со површина од 74 хектари во близина на факултетот, односно се наоѓа во населбата Лисиче и на кое што практично исто така се воведуваат тие нови иновации, технолошки решенија и каде што студентите исто така имаат можност да обавуваат дел од својата практична настава. Ги споменавме студиските програми, барем дел од нив, некои од поновите. Можеме ли да направиме еден сублимат? Кои се студиски програми ги нуди факултетот? Може. Значи, само за да не испуштам некоја, накусо сега ќе се усврнам. Значи, како што напоменав, предизвиците на климатски промени, предизвиците на намалување на популацијата во нашето население, а истовремено во нашата земја, истовремено зголемување на светската популација, потребите од ефикасно искористување на ресурсите, практично како што напоменав, не натера да ги осовремениме студиските програми и да воведеме дополнително и една нова. Во таа насока во моментов со последната акредитација на факултетот се нудат следните студиски програми: поледелство, градинарство и цвеќарство, хортикултура, заштита на растенија, односно фитомедицина, агроекологија, овоштарство, лозарство и винарство, агроекономика, анимално производство, производство и преработка на земјоделски производи и храна, квалитет и безбедност на храна и последната дигитално земјоделство. Така. Она што секој студент го поставува како прашање пред да ја избере својата насока или ако некаде се двоуми, што после факултетот, какви се условите за работа и слично. Во контекст на ова и уште едно подпрашање, каков е интересот на младите да го студираат овој факултет, со оглед на тоа дека сме земјоделска земја, изминатиот период, изминативе години зборуваме за тоа одржливо, поорганско земјоделство, сведоци сме после ковидот, многу млади се вратија назад во селата, се занимаваат со земјоделство, некои со помало производство, некои со поголемо. Значи, каков е интересот кај младите во врска со ова и што после факултетот? Да, тоа се нормално
одлуките за носењето одлука нели за студирање на одреден факултет, секогаш младите ја поврзуваат таа одлука и со одговор на прашањето што откако ќе завршам. Видете, овој сектор споменав дека е и такако значаен за македонската економија. Од друга страна, навистина постојат, да речам, капацитети од аспект на апсорбирање на работна сила во секторот. Споменав и дека вработува, значи значителен број од работоспособното население во нашата земја. Значи, можностите за вработување би рекла дека се практично навистина големи и тоа почнувајќи од, да речам, студентите кои што изучуваат, да речеме, одредени или се специализираат во конкретни, да речеме, технолошки аспекти на производството, секогаш имаат можност, нели, да се прво да започнат сопствен бизнис, нели, и вие напоменавте после ковидот дел од младите се повлекуваат во руралните средини и се одлучуваат да започнат сопствен бизнис. Така да, значи, може да започнат сопствен бизнис, меѓутоа можат и да работат во некоја од големите компании, кои што, искрено да ви кажам, практично секојдневно бараат и се обраќаат до факултетот. Ве молиме, препорачајте ни млади агрономи, млади земјоделски инженери, кои што би сакале да ја продолжат својата кариера во нашата компанија. Можностите за вработување не се само во бизнес секторот, секако тука се и институциите, почнувајќи од нашето ресорно министерство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и сите практично единици во рамките на министерството. Ако ги земам овдека платежната агенција, односно Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, Агенцијата за храна и ветеринарство, значи практично во сите институции. Агроекономистите можат и во банките да се вработат. Значи, тука постои простор и за секако и, да речем, и во тој комерцијален дел, односно вработување во банките и секако земјоделските аптеки, значи студентите кои што ќе завршат заштита на растенија, односно фитомедицина, можат да се вработат и во земјоделските аптеки и во големите компании, нели, каде што ќе има потреба од ваков кадар. Така да, ако ги земеме сите овие можности, ако ги отвориме практично, нели, на маса, ќе видиме дека има небројни можности за младите каде да го продолжат, нели, својот пат по завршување на факултетот за земјоделски науки и храна. Во таа насока, ние за да практично ги доближиме поблиску до своите идни работодавци, секоја година на факултетот во рамките на деновите на кариера, кои што се организираат по повод годишнината на факултетот секоја година, секогаш организираме саем за вработување, на кој што ги каниме практично идните работодавци и отвараме можност младите студенти да влезат во директна комуникација со нивните идни работодавци, дали во дел на практична работа, дали во дел на понатамошно идно вработување. За интересот исто така ме прашавте. Знаете како, тоа ни е една, да речем, едно прашање кое што и ние постојано, нели, си го одговараме. Оно што морам да споменам е дека општо во нашата земја се соочуваме со еден тренд на депопулација. И тоа не само во руралните средини. Во руралните средини е и такако изразена. Депопулација на секаде. Значи, многу млади практично заминуваат од земјата и привлекување на студенти, нели, на секој факултет, ево, од единиците науки, ме предизвик. Истото важи и за нас. Меѓутоа, секако дека токму во таа насока ние се обидуваме како да ги привлечеме со тоа што ги нудиме овие нови современи студиски програми и можности за вработување. Во таа насока се надеваме дека и студентите, младите, сепак ќе се одлучат да останат овде и ќе се одлучат да придонесат кон производството на здрава и безбедна храна за нашето население. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам уште еднаш многу на поканата, навистина ми беше задоволство да бидам во вашата утренска емисија. Благодарам уште еднаш. Ние одиме во живо во Велес, колегата Петра Печков не очекува таму задолжителни офталмолошки прегледи за првачињата. Каква е состојбата во Велес по завршените